Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Како што гледате во последниве неколку видеа го сменив малку сетингот, го сменив студиото. Со други зборови се преместив на другиот крај од собата. Малку ми е поудобно тука за промена. Шала на страна, во ова видео ќе влезам во за мене малку непознати води, затоа што ќе зборувам за еден писател кој што е еден од највлијателните и најкултни писатели во тој жанр, а тоа е хоророт, фантазијата, темната фантазија, научната фантастика, и многу е комплицирано кога ќе се навлезе во дефинирање на овие жанрови, затоа што сите имаат поджанрови, некогаш се мешаат, се споени во едно дело, како и да е. Писателот е H.P. Lovecraft или Howard Phillips Lovecraft, писател кој што живее меѓу 1890 и 1937 година. Писател кој што има свој стил на хорор, кој што се нарекува космички хорор и кој што се занимава главни елементи, да речеме, се неспознатливото, она што неспознаеното, значи може би некој космички ужас или средба со ентитети кои што доаѓаат од други светови, така натаму. Значи е мајстор и тоа е негов белек, и тој жанр е негова специјалност. И многу интересно што јас бев убеден, со години бев убеден дека Лавкрафт е англиски писател. Меѓутоа, Лавкрафт е всушност американски писател. Романот за кој што ќе зборувам, тоа е На планините на лудилото. Мислам дека му еден од најдобрите примери токму за тој космички хорор, космички ужас. Ова издание на ПНВ публикации, преведено е од англиски Климент Јанковски и издадено е 2024 година, значи лани. Јас што направив, всушност, земав првите 2-3 глави, ги читав на македонски и после најдов едно одлично аудио читање, аудио верзија на YouTube и го изслушав во оригинал на англиски. Она што сакам да го направам во ова видео е затоа што не сум никаков ниту експерт, ниту познавач на Лавкрафт, баш сакам да дадам први впечатоци, значи како ја доживеав средбата со Лавкрафт, што ми се допадна, какво беше искуството. Значи ќе зборувам во ова видео како лаик, не како познавач на хоророт или голем познавач на Лавкрафт. Значи овој роман На планините на лудилото или на англиски The Mountains of Madness, Лавкрафт го напишал во 1931 година, го објавил во 1936 година. Всушност почнува со нараторот кој што е Вилијам Дајер, човек кој што води експедиција на Антарктикот. Меѓутоа сега, после години, тој кога сваќа дека се подготвуваат и други експедиции да одат на Антарктикот, најчесто се тоа геолошки експедиции да потрага по фосили и така натаму, тој одлучува да ги спречи нивните потфати и да открие што доживеал во една претходна експедиција која што тој води. Значи се организира голема експедиција, испратена од еден факултет, тој води експедицијата со 2 брода, со авиони, со кучиња, со опрема, со најнова опрема за тоа време. Стигнуваат таму, потребни им се месеци, стигнуваат таму, се подготвуваат за истражување. Значи пристигнуваат таму, поставуваат камп, поставуваат комуникации и една екипа заминува кон планините таму на Антарктикот да почне со ископување, со истражување, и во таа комуникација тие всушност ќе јават во базата дека нашле ни многу фосили, всушност во мразот ќе најдат организми кои што се необични, значи ќе ги изведат 14 такви примероци, од кои некои се уништени, не може да се сецираат и да се истражат, и тие се необични, не може да изватат што се, и ги потсетуваат на така наречените постари нешта кои што се наоѓаат во книгата Некрономикон, кој што е една книга на некој начин. Лавкрафт тука се игра, тоа е негов свет кој што го создава, нели, во кој што има секакви суштества, организми, значи Катулу е неговото најпознато
суштество кој што тој го измислува, кој што се појавува во светот на повикот на Катулу и во целата некоја митологија негова. Меѓутоа, Некрономикон е книга што Лавкрафт ја всушност ја пишува и тука тој се игра и тој вели ова беа суштестви кои што се наоѓаат, измислени суштества кои што може да се најдат во таа книга Некрономикон. Тие се воодушевени од тоа, ветуваат дека ќе дојдат тамо, се губи комуникација. Вилијам Даер оди тамо, меѓутоа кои ќе стигнат гледаат дека луѓето се убиени, куќињата се распарчени и недостасуваат еден човек и едно куќе. Не знаат што да прават, ги гледаат планините, меѓу другото првата експедиција што оди тамо ќе им каже дека откриваат венец на планини многу повисоки од и повеличествени од Хималаите, многу помистични, помистериозни и нешто што никој до тогаш го нема видено. И кога Даер ќе дојде тамо, тие ќе ги видат тие планини, ќе се упатат кон тие планини, ќе почнат и гледаат дека тие планини имаат облик на градби, на величествени градби кои што не се само карпи, туку кои што имаат одредена архитектура. И ќе сватат дека зад тие планини, зад тој венец на планини се наоѓа се распространува еден огромен град на стара цивилизација, значи во разни облици кои што се онака баш ги прави Лавкрафт да звучат и мистично и не знам, необично, и тие ќе навлезат во тој град, значи почнуваат да го истражуваат и гледаат дека всушност тука живеела една цивилизација која што низ релјефи, низ бар релјефи, значи низ слики ја раскажува својата всушност приказна. И тоа се тие постари нешта кои што се додадени од друга планета и кои што всушност можеби се друго потекнува од нив. Гледаме низ таа нивна историја, низ таа нивна приказна, значи Даер и неговиот помошник, еден студент, гледаат дека кои што ќе стигнат тамо, гледаат дека во текот на времето, значи тие создали други биолошки организми наречени шоготи, кои што после на некој начин еволуирале и дошло до голема борба меѓу постарите нешта и всушност може да се каже дека нивната цивилизација подвлие во таа војна, на некој начин изумира и така натаму, значи тие влегуваат до тамо во тие ходници и нема да не ви откривам се. Значи, меѓутоа, постојано и ќе дојдат до таму каде што ќе навлезат во подлабоко, во тунели, во подземјето на тој град и ќе видат дека тука веќе нештата почнуваат да стануваат по едноставни, по брутални, по примитивни и записите и символите и така натаму. И може да се толкува тоа како едно паѓање пат на нивната цивилизација, едноставно паѓање во мрачното, едноставно паѓање во лудило и така натаму. И на крај тие ќе мора да побегнат, излегуваат од таму, додека бегаат, помошникот негов се врти назад и едноставно после ќе погледне нешто што не треба да го погледне и ќе почне да блада, да кажува адреси од улиците во Америка, значи речиси како да полудува и сето тоа е значи обременето и исполнето со една атмосфера на речиси на оностранното, на лудило, на тензија и така натаму. Значи, она што ми беше интересно е што ја слушав оваа книга и се навистина ми се допадна. Меѓутоа, она што ми беше прашање што колку денес можеме да почитуваме или да уживаме во приказна раскажана на ваков бавен начин, затоа што причитав некои коментари, некој рече па колку супер приказна, ама ова можело во неколку страни, нели се мора да биде инстанти. Ние денес немаме трпение да читаме бавно како доаѓа експедицијата тамо, па како описи на, не знам, на геолошки истражувања, па описи на градот, затоа што тоа е стилот на Лавкрафт. Меѓутоа, ако човек не е спремен да ужива во јазикот него, во убавината на јазикот, во убавината на раскажувањето, во таа бавност, тогаш ќе промаши целата убавина барем на ова дело во Лавкрафт. И тоа беше првото нешто што ми текна, дека уживав во приказната, уживав, значи
не станува тука збор дека Лавкрафт треба да ве со некакви суштества, необични чудовишта да не знам да не згрози или да не шокира. Тоа не е поентата. Туку тоа е тој космички ужас. Тој полека ја навлегува приказната, значи гледаме дека постои и друга поголема цивилизација, постара цивилизација која што паднала и многу е оно што е многу интересно, што и дури на крајот кога ја прочитав, ја изслушав оваа книга, останаа прашања. Во која смисла прашања? Во смисла на тоа, прво што виде овој човек, второ тие во еден момент ќе се вратат мора да ќе сопрати, ќе се вратат, не навлегуваат подлабоко во тие ходници, значи што има таму, дали шоготите живеат таму или кој ги земал овие човекот и куќето, едно човек и едно куќе, да ги сецира всушност како некоја повисока цивилизација, да се обидува да ги разбере овие по-ниски битија од нив, со помала интелигенција, што се случило со постарите нешта, дали тие живеат во некаков страф од шоготите. Значи, јас барем и не можев да ги склопам сите тие нешта, ама и тоа е убавината, всушност, кај Лавкрафт, дека тоа е таа тензија, значи, нели она што не можеме да го разбереме некоја атмосфера, значи, атмосферата кај Лавкрафт мене ми е фантастична. Со оглед на тоа што ова е пишувано во 1930 година, значи пред 95 години Лавкрафт го пишува ова дело и сега од денешна перспектива после многу хорор, не знам, трилери, не знам секакви фантазија, пишувано, меѓутоа многу е тешко кога си пионер, кога го отвораш патот и во таа смисла Лавкрафт ми се допадна, мислам дека сигурно ќе прочитам уште нешто од него, меѓутоа ова беше онака баш без да ја знам неговата митологија, без да ги знам сите суштества, без да знам ништо за неговиот свет, нели, неговиот литерар, книжевен свет, сакав да споделам со вас како го доживеав ова читање на планините на лудилото. И сега откога го завршив романот, бев малку во конфузија, меѓутоа кога почнав да слушам неколку видеа и да гледам некои анализи, сватив колку има многу слоеви тука и колку може да се почувствува атмосферата и има големи шанси одново да ја изслушам целата книга за да ја доживеам повторно и да видам како ќе изгледа тоа. Океј, се замуабетив, идејата ми беше да ова биде пократко видео со први впечатоци за читање на Лавкрафт, меѓутоа имам чувство дека се замуабетив, се расприкажав, меѓутоа како и да е, кажете ми дали сте го читале Лавкрафт и што ви е омилено од него, дали ви се допаѓа, дали не ви се допаѓа, знам дека особено тие што сакаат хоророт или тие жанрови, претпоставам дека го читале Лавкрафт. Океј, се гледаме со народно видео, чувајте се, поздрав, чао.